Од Канцеларијата на Народниот правобранител го презентираа годишниот извештај за 2022 година. Статистиката покажува дека во извештајната 2022 биле примени, заведени 3209 представки, а 273 предмети биле пренесени од претходната година. Вкупниот број на предмети, представки по кои се постапува или се разгледуваат е 3482. Бројката на примени представки представува зголемување за околу 20% во однос на минатата година, што е очекувано со оглед на фактот што состојбата со пандемијата се стабилизира, но тука би рекол од година во година се повеќе и повеќе расте довербата во институцијата Народен правобранител. Добро утро за Сузана Салију, заменик Народен правобранител, и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Ќе одговориме на неколку важни прашања околу годишниот извештај кој што го презентиравте минатата недела на јавноста. Може ли накратко за почеток да ни ги кажете главните поенти на што најмногу реагира и се жалеа граѓаните? Да, годишниот извештај е круна на работата, едногодишна работа на Народниот правобранител. И обично се објавува така, традиционално се објавува кон крајот на месец март. Овој извештај е многу важен, не само што е многу реален, објективен, ги анализира сите состојби во државата од аспект на почитување на човековите права, него е многу важен зашто доаѓа од најлегитимната институција за заштита на човековите права, а тоа е Националната институција за заштита на човековите права, омбудсманот кој е избран од Собранието на Република Северна Македонија, а која институција дава извештај пред овој орган. Инаку минатата година, како што спомнавте во вашиот вовед, се примени над 3200 представки, што е зголемен бројот во споредба со претходната година. Тоа се должи на многу околности. Инаку представките се однесуваат на сите области, но и оваа година најбројни беа представките кои се однесуваат на правосудството. Над 500 представки се однесуваат на ова област, но ова област не дека во судството има многу така представки, бидејќи во областа правосудство ние ги анализираме под областите, да се каже, судството, работата на јавното обвинителство, се анализираат состојбите во затворите, работата на нотерите, а исто така се анализираат и работата на адвокатите, па затоа бројката кон правосудството е многу голема. Но исто така можам да кажам дека представките кои се однесуваат на правосудството се многу сериозни од страна на граѓаните. После следуваат поплаките на граѓаните како потрошувачи кои наидуваат на неквалитетни услуги што ги добиваат. Так. Воглавно се однесуваат кон ЕВН, но и кон други субјекти. Па следуваат работните односи со години назад, исто така се многу бројни. Па после граѓанските состојби, финансиските предмети кои се однесуваат на институциите кои се занимаваат воглавно со финансии, полицијата, матичните служби, како да кажам, значи може да се каже дека представките се однесуваат од можеби, почнувајќи од правото за социјална помош, за социјална пензија, па се до тортура извршена од страна на полицијата. Јас дадов една констатација, верувам ќе се согласите со мене на почетокот. Од година во година имаме тенденција на зголемување на бројот на представки, што дефинитивно една од карактеристиките на тоа е и што се зголемува довербата кон институцијата Народен правобранител од страна на граѓаните. Апсолутно довербата на граѓаните кон институцијата Народен правобранител е многу висока. Тие ни доаѓаат со полна доверба кога доаѓаат и велат дека јас сите институции ги поминав. На сите страни се жалев. Сега ми остана надежда уште кај нас. Так. Иако ние немаме таква правосилни одлуки, еве сега како што донесе Уставниот суд, правосилни и извршни, но можеме доволно да констатираме дека е повредено правото на граѓанинот. Так. Инаку, сите поплаки на граѓани се многу реални. Дури ние не можеме да предпоставуваме со какви се проблеми се соочуваат нашите граѓани. Но, за да нели сето тоа биде комплетно и за да граѓанинот биде задоволен, треба да има и добра соработка со институциите. Колку како институција вие сте задоволни од одзивот на институциите каде што се обраќате? Имаме ли двострана комуникација и двострана соработка или треба малку да ги искараме за да биде подобра за сите?
Народниот правобранител функционира веќе 25 години. Ова пролет ние ќе славиме јубилеј. Убав јубилеј, 25 години од основањето на Народниот правобранител и институцијата Народен правобранител не е само препознатлива пред граѓаните, него институцијата Народен правобранител веќе е препознатлива и од страна на институциите. Супер, ова е добар позитивен пример. И после 25 години, многу ми е тешко ова да го искажам сега, и после 25 години работење, интензивно работење на Народниот правобранител, и после 25 години по 2-3 представки годишно, тука се врти тоа од прилика бројот на примените представки, има лица, има службени лица кои нас, Божем, не прашуваат, а шо вие можете да направите, а шо вие... Значи, сега ми се случи пред неколку дена раководител од МВР, кој работи на издавање на лични документи, кој работи на основни човекови права, да го прашува заменикот на Народниот правобранител, па вие шо можете? Тие знаат шо работиме, ама исто така знаат дека немаме ние присилни средства да ги натераме. Според моето мислење, таквите службени лица кои имаат такво размислување, не треба барем раководни лица да бидат во институциите. Така, но ете да се инаку сработката со државните управни органи е секојдневна, формална, неформална, зашто нашето работење некогаш бара и неформално постапување на некој начин. Значи, кај Народниот правобранител нема гордост. Нема јас како ќе го барам, нема крвна злика кај Народниот правобранител. Кога е во прашање правото на граѓанинот, повреденото право на граѓанинот, ние без гордост се јавиме во институцијата. Тие нека затворат телефони, тие нека не се јавуваат, ама нашата гордост ќе дојде во израз кога граѓанинот ќе го реализира своето право. Верувајте, ние заедно со нив се радуваме кога некој ќе успее да го оствари правото. И не се работи тука за некои луксузни права, како да се каже, се работи за основни човекови права. Како е можно жена од 30 години да не успее, плюс со пречки во развојот, уште неговото семејство да не успеало да му заврши работа за имање на лична карта. Уште да нема лична карта. Се јавуваме, интервенираме, препорачуваме, велиме на овој начин да се реши и прашањето на жената. Исто како што е решено за таткото, за братот, аналогно на тоа да се реши проблемот. Не, за жената од 30 години, со пречки во развојот, барат некои посебни услови, некои посебни барања, некои несфатливи. Па после не прашуваат, а што можете вие како народен правобранител? Народниот правобранител, зошто се разликува народниот правобранител од државните управни органи, од администрацијата, од судовите, зашто не донесува одлуки, но може да гледа некогаш и преку уставот. Некогаш треба да гледа, може да гледа за некои случаи кои се многу апсурдни, несфатливи, може да гледа и преку законите. И заштита на тие службени лица кои работат тамо е тоа фактот дека народниот правобранител препорачувал, дал мислење дека правото на тоа лице треба да дојде на место. Така. Минатата година доста ја критикувавте управата за водење на матична евиденција поради долго чекање на изводи, грешки во изводите и слично. Имаме ли промена во овој сегмент? Да, управата за матична евиденција е меѓу најкритикувани институции од страна на народниот правобранител. Тоа не е само да критикуваме, него тоа е од предметното работење. Да, и да се променат работите, така. За жал, состојбите во таа институција се многу така тешко одат остварувањето на правата на граѓаните. Ма да се работи за една администрација, за една форма на државна администрација која е најстарата во светот. Зошто со раѓањето мора да се најде начин да се запише детето. Так. Тоа не е само во современите општества, во демократските општества. Ова секогаш било, откога знае човекот за себе, некаде бил евидентиран. Значи, тоа е чудно. Народниот правобранител смета од анализите што ги прави, според граѓаните, според представките, дека тамо немаат професионални капацитети да се соочуваат со
со барањата на граѓаните. А што е полошо? Што е полошо дека тие немат и волја да ги решават барањата на граѓаните. Знаеш кога немаш волја? Немаш некако, не наоѓаш решение, ама имаш волја. Кога ќе имаш волја, мора да се најде решение. Ќе се најдат алтернативи на кој начин да се реши случајот. Еве сега имаме случај што човек и после една година што починал, семејството не може да извади умреница. Поради некои грешки во администрацијата, претhodно, некоја буква, дали бил Бела или Бела. Како ние да сме имале претhodно во минатото идеална администрација, па грешките не се направени. Има грешки секогаш. Човековите грешки, зашто луѓе работат тамо. Ама за грешка направена пред 30 години, пред 40 години, една буква во името или во презимето, или едно мало бројче во раѓањето или во венчаницата, да не можеш да извадиш умреница, тоа навистина е тешка повреда на човековите права. Каква е соработката со ова институција? Пробуваат некако да ги променат работите после вашите Управата представки? за матичните служби често се менуваат и директорите таму. И кога се менуваат директорите, ние како да почнуваме од почеток. Дури за некој случај, толку сме критични кон нив, зашто граѓаните многу се жалат и многу остваруваат од раѓањето па до смртта, велиме. Значи, дури некога се прашуваме дека немаме и со кого да се работуваме со нив. Многу е тешка ситуацијата таму. Морат тие да најдат начини да се освестуваат дека пред нив, кај нив граѓаните остваруваат основни човекови права. Од раѓањето, па се до смртта, па и после смртта, зашто семејството треба да ги регулира и тие оставинските односи, умреницата игра многу улога во тоа. Со новиот директор уште не сме имале средба. Со претходниот директор, тој ни вети дека ќе се подобрува соработката, но за жал не се подобри. Дури сега, особено со одделението во град Скопје, имаме сериозни проблеми во соработката. Многу сериозни проблеми. Не одговарат на нашите дописи, не одговарат на нашите јавувања, затоа велам дека немаме дури со кого да соработуваме таму. Инаку порано овие служби до 2010 година функционира во рамките на МВР. И после премина во Министерството за правда. Која беше целта да се премине на правда? Значи, граѓански да се гледа, цивилно да се гледа, дека тука не се работи за политички права, тука се работи за основни човекови права. Така. Минатата година критикувавте и законската регулатива која се однесува на наплатувањето на казнената камата во процесот на извршување и доставивте иницијатива за законски измени годинава. На еден од проблемите кои што ги истакнавте беше работата на финансиските друштва, односно брзите кредити. Тоа е и тема која што доста одекна во јавноста, зборувам позитивно, кај голем дел од луѓето дури почнаа да се промовираат и лични примери на луѓе кои што имале по 4-5 кредити земено. Баш и тука се поставува прашањето, ако одам во банка, ако имам еден кредит, нема шанси да помислам за втор кредит. Што правиме со оваа проблематика и дали годинава, бидејќи така почна со презентирањето на извештајот, граѓаните може да очекуваат некои промени? Вака сега, овие финансиските друштва се нов извор за повреда на човековите права. Еден нов бунар сега не се отворил за да се повредуваат човековите права. Мада кај нас се релативно млада индустрија. Функционираат 10 години, околу 10 години првите друштва кои биле регистрирани, но сега веќе сме преплавени. Дури во секое мало, на секој чекор. По секој чекор имаме продавница за брзи пари, за кеш пари. Што повеќе ќе ги имаме овие друштва, толку повеќе ќе имаме повреда на човековите права. Зошто се работи за друштва кои се нетранспарентни, кои јавноста ништо не знае за тие друштва. Освен што знаат дека ти даваат пари, а после, како ќе ги вратиш, Господ да му помогне на тој што позајмил од нив. Ние регистриравме многу флагрантни случаи. Дури регистриравме, како што беше објавено од сите медиуми, регистриравме случај кога граѓанин за 9.000 требало да врати околу 80.000.
Јас овие бројки ги забележав и морам да ги читам. Да, секако. Зошто не сум толку многу за памтење на бројки. Од 9000, значи, граѓанинот што позајмил од брзи пари, Така. требало да врати 75.772 денари. Тоа не е ни за 100% повеќе. Тоа е над таванот на Над, секоја логика, како да се каже. Доста се надоместок. Ајде ова како ќе го дешифрираме ова? Доста се надоместок. Ајде. Некоја нова ставка најверојатно измислена. 2026 денари. Надоместок за доцнење 58.846 денари. За опомена 5.900 денари, што сум ти испратил писмо дека имаш долг и те опоменувам дека треба да го вратиш. 5.900 денари, вкупно околу 76.000 денари. Не сакаме да ги употребуваме овие тешките зборови харач кон граѓаните, зашто навистина се многу тешки. Така. Тие се стари термини, но за жал извршителите и сега овие друштва навистина прават многу. Сега што бараме ние? Ние бараме нивната работа да биде транспарентна. Јавноста да знае за нивното работење. Зашто плаќа? Зашто враќа пари? Да отворите интернет страница на тие друштва, никој нема објавено ништо за нивното работење. Ни тарифник, ни на кој начин се аплицира, освен дека можеш дури од дома, од кујна, да пиеш кафе, да аплицираш, без никаков интерес, без никакви камати. Па и многу граѓани така се загрозени што не аплицирале. И што е најлошо? Тука жртва се обичните граѓани, не се тие кои имат добар живот и кои имат. Значи, ова му доаѓа некој граѓани што навистина нема, што навистина се го крпи животот, му доаѓа како брза помош. Болен е финансиски, нема средства и тоа 10.000 да ги подигне. За не дај Боже за здравство, за ова, за она, значи овие добра се, но треба да бидат контролирани. Многу треба да бидат контролирани. За сега никој не ги контролира. Министерството за финансии немало капацитети да ги контролира. Но сега веќе се измените на овој закон за финансиски друштва во собранието и се барат некои работи, например, мора да биде објавен тарифникот. Во име на што достасен надоместок. Што значи тоа? Што значи надоместок за доснење за ова, за она? Так. Значи морат овие работи да се расчистуваат, мора јавноста да знае и од каде, зашто да отвориш, значи станало толку примамливо да се отворат тие друштва, што секој би сакал да продава и куќа и да добие некои 100.000 евра, да ги инвестира и да отвори такво друштво. Значи, мора државата да најде начини да ги контролира. Мора. Не само Министерството за финансии. Министерството за финансии веднаш треба да се активира во контролите. Него тука со новите измени на законот и Народната банка ќе врши контрола над овие. И од кога ќе се стандардизираат, ќе имат стандарди во нивното работење, граѓаните тогаш појасно ќе им биде. Да. Зошто овие навистина манипулираат со граѓаните. Од рекламите не можеме да дигнеме глава. Не можеш портал, вебсайт да отвараш ако не ти се брзи кредити. Брзи кредити, ако не ти се јавуваат. Но добро е што самата тема е покрената и од вашата институција, тоа дава навистина голем оптимизам кај граѓаните. Да, никој нема против работа на тие финансиски друштва, но сите имаат против непостоењето на правилници за работа, на тарифници кои што би требало годинава можеби да влезат како законска регулатива. Пазарот за финансии и во развиените држави ги познава овие друштва и во рете да се има и кај нас. Им доаѓа уште еднаш повторувам како брза помош на тие што навистина имаат потреба. Но да биде порегулирано. Но мора да биде регулирано, мора да биде транспарентно и јавноста да знае како тие функционираат. Кои се последиците ако јас се осмелувам? Инаку велам, тие се отварат во секоја населба, во секоја мало. Колку што повеќе ќе ги имаме, толку повеќе и повреда на правата на граѓаните. Затоа морат да се стандардизираат. Ви благодарам утрово што одговоривте на нашата покана позитивно. Навистина ни беше чест да разговараме со вас и да ги отвориме овие важни теми за нашите граѓани, за нашите гледачи. Новинарите се десна рака на работата на Народниот правобранител.
Знаеш, кога ги објавуваме случаите вака, веќе јавноста се сензибилизира на некој начин. Значи, мора ова да допре и кај друштвата кои сега ги критикувавме и кај тие органи што беа спомнати. Се ова позитивна критика. Ви благодарам и на вас. Господјата Сузана Салиу, заменик народен правобранител, беше наш гостин во Македонија Наут. Одиме во живо во Прилеп, колешката Елизабета Митреска на нова тема во продолжение.